вечер со топ тема на ваша страна. Собранието утврди дека има потреба од нов закон за јазиците. Дебатата ќе се отвори на денот на албанската азбука. Амандмани најавија ВМРО, ДПМН, БЕСА и СДСМ. Кои им се забелешките? Буџетот за 2018 година е најголемиот во историјата на државата. На 3 милиарди и 400 милиони евра и буџетски дефицит од 296 милиони евра. Пратениците ќе расправаат на 27 ноември, но што го прави буџетот толку обемен годинава? Кои се очекувањата на народните избраници од состанокот што треба да се одржи во куќата на Жан Моне кај Париз? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираат пратениците Томислав Тунтев од СДСМ, Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН и Реџел Исмаили од ДУИ. Останете со нас. Почнуваме со топ тема на ваша страна. Вечерва во студиото се пратеници од власта и опозицијата. Добро вечер за господинот Реџел Исмаили од ДУИ. Ви благодарам што сте тука. Благодарам. Господинот Тунтев од СДСМ. Добро вечер и благодарам за поканата. И господинот Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН. Добро вечер, поздрав до вас и вашите гледачи. Фала ви што дојдовте сите, затоа што поставивме теми кои се актуелни во собранието, а тоа е потребата од донесување на нов закон за јазиците, буџетот за 2018 година, средбата најавена што ќе треба да се одржи некаде идната година во Париз или кај Париз и се одни со тоа на парламентот. Имаме прилози кои се однесуваат и на буџетот, меѓутоа и на буџетските пари кои ќе бидат потрошени оваа година за вашите патни трошици и слично. Меѓутоа еве со ред, денеска законот, односно се изгласа потребата за нов закон за јазиците и со тоа најавено е дека ќе почне на истиот ден кога ќе се донесе, кога е и албанската азбука 22. Меѓутоа најавени се амандмани и од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Еве прво ќе прашам власта, гласавте за потребата на донесување закон, иницијативата од СДСМ, меѓутоа зошто амандмани и кои? Расправата околу потребата за донесување на овој закон започна пред локалните избори и беше доста тензична визави близината на изборната кампања и локалните избори. И ние тога се обидувавме да проникнеме во суштината на самата потреба од донесување на закон, значи не е влезена расправа за законот. Имаше комисијска расправа и на за европски прашања и на политички систем, имаше и пленарна седница, меѓутоа седницата прекина пред изборите и сега во една помирна, порелаксирана атмосфера деновиве продолживме со таа расправа и всушност денеска беше изгласана потребата за донесување од овој закон. Низ дебатата имаше пратеници и од опозицијата кои тврдеа на говорница дека потреба од донесување за овој закон има. Ние цело време викавме дека потреба има и дека текстот на законот, каде што одредени недоречености, одредени одредби кои даваат можност за различно тумачење или за погрешно тумачење или оставаат скепса или сомнеж во било кога пратениците ќе бидат исправени во понатамошната фаза и сега тоа го тврдиме, значи во понатамошната фаза ќе делуваме амандмански токму во оние одредби кои беа ајде да речам дискутабилни во расправата околу законот. Зашто би имале конкретни амандмани, може ли да ни наброите? Видите, сега во овој момент ние работиме, имаме еден дел интерпарламентарната, нашата пратеничка група, значи неколку пратеници кои работаат конкретно на тие прашања. Сите оние теми кои беа дискутабилни во дискусијата, дали ќе имало двојазичност, дали било закон за двојазичност, или е закон за албанскиот јазик, или дали ќе имало двојазичност во Источна Македонија, или во малите места, или двојазични пари. Значи, сето тоа што и малку создаваше скепса или сомнеж, и ние се обидувавме да се убедиме дека не е така, тие ќе бидат предмет на едноставно до прецизирање на законските одредби, кои всушност ќе ја оттргнат секако сомнеж дека може одредена одредба на законот да се толкува вака или онака. Господине Исмаили, дали ќе бидат задоволени барањата на албанците
па и на ДУИ и на сето она што се договараше и меѓу лидерите на партиите на албанците пред изборите како заедничка платформа, дали со ова ќе се заокружи и заврши процесот на донесување на закон кој ќе ги задоволи потребите на населението? Значи, ќе се заокружи правниот аспект, нормативниот аспект од последната незавршена точка од рамковниот договор, тоа е донесување на закон за јазиците и тој закон да биде во склоп со амандманот 5. Затоа ние како Демократска унија за интеграција цениме дека све што е направено во овој закон произлегува од амандманот 5. Сега опозицијата нормално дека најави амандмани. Гледам и колегата ги изјасни работите, значи да бидеме внимателни при поднесување на амандманите. Значи не зборуваме за еден закон кој може да се поправи, затоа што законот е направен од конституционалисти кои видоа да не произлегуваат за да утре да не биде законот неуставен. Значи, исцрпени се алинеите од амандманот 5 и тоа алинејата 2 од амандманот и алинејата 5, исто така и другите од 2 до 6-та алинеја од амандманот 5. Значи, све што е направено исцрпува или произлегува од амандманот 5 од Уставот. Меѓутоа многу имаше нејасноти и Тунтав сам кажа, луѓето се прашуваат ке има ли на банкнотите, ке биде ли двојазична држава. За банкнотите и униформите рековме дека испративме до Венецијанската комисија. Да, чекате одговорот таму за да се види дали ќе се примени. Другото е све произлегува од амандманот, односно од алинеите на амандманот и треба да внимаваме при амандманската расправа да не произлегуваме од амандманот 5 од Уставот, затоа што се знае, ако излегуваме од рамките на амандманот, законот ќе биде неуставен. И токму тоа е забелешката. И ќе даваме можности некој да покренува иницијатива после истиот закон да биде неуставен суд. ВМРО-ДПМН вели дека овој закон е неуставен, дека овој закон тоа и го спорите најмногу. Оваа партија заедно со ДУИ кога беше во владата донесе закон во 2008, во 2011 година имаше потреба за дополнување на тој закон. Меѓутоа, зошто овој закон го сметате сега за неуставен? Нормално не гласавте за него и најавивте дека ќе има амандмани. Па главната причина заради кој што оваа коалиција владеачка и ова мнозинство кој донесе овој закон е политичкиот договор за формирање на влада и формирање на коалиција. Значи, направена во една ситуација во која што СДСМ ги загуби минатите парламентарни избори, не успеа да добие доверба од огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, но реши да прави влада по секоја цена, и кадровски, и програмски, и законодавно, и во тој дел тоа решија да го бепасираат помеѓу другото и со ова законско решение кое што се нуди. Значи, во ова законско решение ние немаме гаранција или пак големо е прашањето дали за 2, 3, 4 или 5 години се некој ќе ни убедува дека можеби уште еднаш треба тоа да се толкува, дека можеби духот е поинаков и дека може да се даде... Кај гледате неуставноста вие, затоа што господин Тесмели сега кажуваше од кои работи се влече рамката и што не е всушност не требало да биде загрозен уставот. Тоа беше и тоа како дискутирано изминативе месеци, и тоа како прашање беше апсолвирано, јавноста тоа го слушна, но она што исто во одредена мерка не е доволно објаснето, тоа се и фискалните импликации. Значи, овој ваков закон никој не кажува колку ќе ги чини единиците на локална самоуправа, општините, кои што се финансиски слаби, и колку дополнително ќе чини државата, а ќе чини многу, која што исто така гледаме дека не е баш во некоја кондиција, во ситуација во која што секој ден се затвараат фабрики. Вашата теза е дека ќе има зголемено вработување во администрацијата заради преводите, тој центар за преводи што треба да ги обслужува општините, исто така ќе бара нови вработувања и сето тоа ќе падне на товар на буџетот, особено на локалните заедници. Не само тоа, туку станува збор и за цела низа на процедури кои што ќе бидат побавни, кои што ќе се однесуваат онака како што не биле до сега и ќе има различни толкувања. Значи нема да затвори многу прашања кои што сега се
чинат отворени, туку напротив може да се случи последицата од ова коалиционо решение за составување на влада по секоја цена, да биде ситуација во која што голем број на прашања и дополнително ќе се отворат. Во однос на ова прашање, знам дека ставот на ДУИ е дека нема да се направи зголемување на буџетите во таа мера и дека тој центар за преведувачи всушност ќе ги обслужува локалните заедници, меѓутоа дали е тоа баш така едноставно? Значи, во законот административно док патуваат сите списи, па додека се преведат, додека се вратат, бара време. Значи во законот пишуваат и финансиските импликации. Тоа е многу добро објаснето. Нема потреба од дополнителни објаснувања. Значи во импликациите финансиски пишува 103 милиони денари за наредната година се предвидуваат. И плюс 16 милиони денари за функционирање на агенцијата и на инспекторатот, за кои се предвидени средства во предложениот буџет. За едната, за агенцијата се предвидени 8 милиони денари за 2018, за инспекторатот 7 милиони денари. Околу 7, значи точно се 16 милиони денари за двете институции и 103 милиони денари за тоа што кажува Владко. Вкупно за наредната година ќе бидат потребни 119 милиони денари за да се имплементира законот. Имајте предвид, имаме вработени во секретаријатот за рамковен договор. Таму очекуваат голем број на тие што се поготово со факултетско образование од насоките на лингвистиката, дека од тие треба да се превземат дел кај има потреба за преведувачи. Значи нема да има потреба во најголем дел, до крај ќе ги разјаснам работите. Во најголем дел во судовите и во обвинителствата и сега има преведувачи, и тоа и текако квалитетни преведувачи. Од Куманово до Струга има преведувачи. Во најголем дел од институциите на државата има преведувачи. И ние во собрание имаме преведувачи. Така да не се шири фама големи финансиски средства. Воопшто нема да бидат потребни, освен овие што ги наведов. Што сепак 16 милиони денари за потребите на двете институции. Ако некој од Струмица треба превод да има, ќе мора тоа да го упати до централата. До централата, до агенцијата. До агенцијата. Тоа треба да отпатува назад, ќе се успори процесот на донесување на одлука или преведувачот ќе патува до Струмица. Тоа рековме за пола сат, за тоа што нема потреба. Има средства за комуницирање одеднаш. Ние зборуваме за институција, не зборуваме по пошта нешто да носиме, па ќе ни треба 2-3 дена. Него имаме комуникативни средства денеска што можат за час да се бидат спремни работиме. Така да завршам. Да не се створи фама дека треба средства. Апсолутно минимални средства се потребни за спроведување на законот. Дури се предвидени за 2018 година, ви реков, 16 милиони денари. Ако е за државата 16 милиони денари. Да ќе го разгледаме подоцна буџетот, кај се дава државата пари. И 103 милиони денари оние другите. Првата година ви кажав, затоа што имаме, пази, Владко, 11 милиони евра им даваме годишна плата на вработените што ги имаме во секретаријатот за спроведување. Тие се Да. И тие ќе бидат и дел од средствата што ги издвојуваме за нив. А голем дел од преведувачите ќе се носат од таму. Но може да се случи и еве на пример како што рече господин Лупевска во Струмица, ако има некој случај, тогаш треба директно институцијата лице да појде. Нема потреба да електронски се тоа ќе се прави. Електронски е све што е потребно. Само да има интернет. Добијам како Реджа Исмаили документ, ќе се најдам во состојба во Струмица да ми биде нешто потребно. Директно институцијата ќе комуницира со агенцијава. А ако му треба превод на лицето? Ќе се носи преведувач од Значи нема да биде само по имейл, туку ќе биде и Ама што зборуваме тоа во ретки случаеви само Ајде не запнеме само на господине. Да ги објасниме овие работи затоа што со колегите никако да ги објасниме работи. Ќе се вратиме повторно. Значи ги објаснеме за сега, нема да ги објасниме. Меѓутоа визави ова што го рече почитуваниот колега Владко, ние новите законски решенја што ги носиме треба да овозможат еднакви услови во оваа област за сите етнички заедници. Значи ние овде ќе разговараме за закон за употреба на јазиците. И суштината на законот за употреба на јазиците е комуникацијата на граѓанинот.
граѓанинот на Република Македонија со државните институции. Тундев, ама ако тука е граѓанинот на време суштината. не го добија преводот, на време не си ја заврши работата, искрено како граѓанин кречам, па ме фати више нервоза од преводот, дај подобро на македонски ќе ја Видите завршам. сега, тука се техничките да се обслужи работи. вистински граѓанинот, а не само да На тој начин ниеден закон не може да биде имплементиран ако нема технички услови за негова имплементација. И ова е втората суштина што сакав да ја кажам. Значи, освен што се заокружува Охридскиот рамковен договор во делот на унапредување на човековите права, ова значи можност за сите граѓани на Република Македонија, без оглед на нивната етничка припадност, да ги уживаат правата во смисол на комуникација со државните институции. Меѓутоа, според законот се опфатени граѓаните 20% на територијата на Република Македонија. ВМРО ДПМН тука има забелешка дека се работи за дискриминирачки закон во однос на другите заедници. Турскиот, бошњачкиот јазик, ромскиот, српскиот. Значи, јас како реплика на Владко, кој рече дека е коалиција по секоја цена, во 2001 година, како резултат на конфликтот и како резултат на широката коалиција, амандманот 5 стана составен дел од Уставот на Република Македонија. Со него се замена член 7. Значи, амандманот 5 е основа за донесување на овој закон и за заокружување на ова прашање во однос на Охридскиот рамковен договор. Во 2008 година, владата на ВМРО ДПМН во коалиција со ДУИ, слично, непосредно после парламентарните избори, вонредните, го донесе законот за употреба на јазиците. Зошто тогаш имаше потреба? Слично, после парламентарните избори вонредни 2011 година, истиот закон се унапреди. Значи, секогаш е во прашање волјата и желбата на државата, односно на коалиционите партнери во власта, да одат чекор напред кон подобрување на условите на граѓаните во оваа држава. Од истите причини и сега зборуваме за потреба на донесување. Дали ќе се задоволат потребите на сите граѓани, на сите заедници? Имено за тоа зборувавме, значи со нашето амандманско делување ќе се оди на равноправно задоволување на сите етнички заедници кои ги задоволуваат условите визави уставните одредби и законските одредби. Меѓутоа, вие рековте дека тоа е дискриминација, дека нема да бидат задоволени потребите на сите граѓани и од друга страна ме интересира пак ако сте мислеле дека е дискриминација, зашто тоа не го направивте додека вие бевте на власт и не го унапредивте законот и за другите етнички заедници? Значи, во делот на другите етнички заедници, апсолутно треба да имаме еднаков пристап и во било кое законско решение или во било која варијанта треба да се води сметка и за интересите на етничките турци, етничките роми, срби, бошњаци, власи, ако пробуштив некого да не замерува било кој, значи во тој дел апсолутно сите етнички заедници во Република Македонија треба да ги уживаат и ползуваат правата кои што им припаѓаат. Така што во тој дел не треба да има било каков преференцијален однос према било кого, туку треба да имаме еднаков... Од што ја влечете дискриминацијата, од кој дел од законот? Па затоа што вака како што го имаат СДСМ и ДУИ подготвено законот, овој закон не се однесува на припадниците на турската заедница, ромската, српската, бошњачката, влашката и останатите. Значи во тој дел оваа држава треба да има сенс за потребите и на тие граѓани, но истовремено треба да се води сметка и за она што треба да биде... Се 20% од тука се влече математички, условно кажано, кој може, а кој не може да го ползува овој закон и да го применува. Па затоа треба да се анализира законот и да се види каде може да се напредат правата на етничките заедници таму каде што е потребно, затоа што не смееме да имаме исклучив пристап. Истовремено, овој закон, како што е предложен, не нуди гаранции, ниту пак механизми за заштита на македонскиот јазик, односно дека македонскиот јазик ќе го има оној статус кој што реално му припаѓа и македонскиот јазик како едноставно јазик за разбирање и комуникација помеѓу граѓаните на оваа држава. Ова го излекувате од фактот што ќе биде се двојазично целата документација, аеродромите, границите? Значи не зборуваме на пример дека имаме сега ситуација во одредени општини каде што лице кое што го користи македонскиот јазик не секогаш и не толку брзо може да ги оствари своите потреби, своите комуникации со институциите, онака како што би требало да ги оствари. Значи во тој дел
мора да водиме сметка за македонскиот јазик, затоа што вака како што е напишан законот не води сметка за македонскиот јазик, законот едноставно ги нема оние законски одредби и гаранции кои што и казнена политика на крајот на краиштата, која што се однесува на другите јазици. Не е така, само една реченица, извини Реджо. После јас. Значи, ниту една одредба од овој закон или од овој закон сега во прва фаза не го загрозува македонскиот јазик и неговата употреба. Значи, тоа е заштитено со закон од 1998 година и ниту една одредба не навлегува во било каква активност што значи загрозување на употребата на македонскиот јазик. Напротив, ја унапредува. СДСМ и коалицијата се определија да создадеме едно општество за сите. И тоа ќе е едно општество за сите без оглед на просто кажано кој е службен јазик во Македонија. Службен јазик е македонскиот јазик и кириличното писмо, значи тоа стои во уставот. Се двојазични и се. Нема, не. Значи, она што го пишува во уставот на Република Македонија, во амандманот 5, тоа е основа за овој закон за употреба на јазиците. Значи, зошто не ја свртиме, да речеме, приказната? Јас пред известен период гледав еден поетски театар, имаше репортажа, поетски фестивал во Тетово. И са таму напишано е на албански и на англиски. Зошто не на македонски? Значи, напротив, тоа го зборува и Владко дека постои загрозување на македонскиот. Ова е сега по постоечкиот закон. И овој закон всушност токму тоа го нуди, да се збогати, односно да се унапреди потребата на сите очувајќи го и македонскиот. Само една фуснота. Значи, господине Тунтер, само две реченици после тоа слободно. Не, ама споредбите ги правите, колега Владко, чекајте. Само на Тунтер да му кажам. Нема што да му кажете на Тунтер. Ова сакав да го кажам. И тоа не е се. Значи, ние имаме закон кој што е предложен со европско знаменце, а во Европската унија, во законодавството на Европската унија, никаде нема одредба каде што се реферира на вакви закони, вакви законски решенија, затоа што тоа е индивидуално решение на земјите членки. Значи, влада не значи дека Европската унија го стави. Па не го става, тоа е злоупотреба на европското знаменце, да. Произлегува од извештајот за напредокот што го испраќа Европската унија до Македонија. И секоја година рамковниот договор е предмет на тој извештај. Од 2011 сум пратеник. Значи имав прилика да го разгледаме извештајот за напредокот за 2010, 2011, 2012 и до последниот, значи кога го разгледавме за 2014 година, секогаш стои. Има назадување во спроведувањето на рамковниот договор. И сега не можат они да ни кажат каде, они знаат каде. Ке реплицирате ли ново што го Ќе реплицирам. Вие бевте на... Само да завршам. Локалните самоуправи се зависат од директорот на ама чекајте сега не се зафаќајте за одредени работи. Ако почнувам јас како албанец сега да ги прикажувам работите, значи ние зборуваме за закон за јазиците, кој произлегува од амандманот 5 од уставот. Амандманот 5 од уставот зборува за службен јазик во државата, тоест македонскиот народ. Првата алинија. Втора алинија. Друг службен јазик во Република Македонија е и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на државата и неговото писмо. Одреде кој ќе се донесе со закон кој ќе се понатаму во уред. И во алинејата 6 зборува за категоријата над 20%. Значи не можеме ние да донесеме закон во кој закон ќе бидат равноправни, да речеме, предпоставка албанскиот, турскиот, српскиот, затоа што тој закон ќе биде неуставен. Нема да се придржиме кон уставот. Во законот за јазици, амандманот, членовите 13 и 14 се осврнуваат на јазиците од другите етнички заедници кои се спомнати во преамбулата на уставот. Така да, овие категории ние внимававме кога го подготвивме законот, за да не биде неуставен. Не може да се направи споредбата. И тука колегите од ВМРО прават голема грешка. Сите не фаќаат во ист кош. Не можеме, затоа што амандманот кажува категорија над 20%,
втора алинеја од амандманот 5 и алинејата 6 од истиот амандман кај зборува за другите етнички заедници што се испод 20, под 20. Меѓутоа, еве и прашањето... Значи, да ја заокружам. Дали ќе биде загрозен македонскиот јазик во средини каде што населението е над 20% нема јавност? шанси како да биде загрозен. Ние зборуваме на правата на македонскиот јазик. И колегата Тунте рече, значи со овој закон или со било кој друг закон нема шансе да се загрози, затоа што ние денеска го имавме на прво читање и македонскиот закон за лекторите. Значи, во нигде нема шанси. Ние апсолутно се држиме до амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Затоа се плашам кога ќе ги дадат дали колегите од ВМРО или од било кој пратеник да внимава на амандманот 5, оти и да се прифати амандманот, да биде составен дел од законот, ќе покрене некој постапка и после законот нема да важи, ќе биде неуставен. Затоа да внимаваме при изработка на овие работите, да не правиме грешки, затоа што амандманот 5 е многу јасен. Дали на некого му се допаѓа или не му се допаѓа, ние не зборуваме за допаѓање или да направиме, ајде да ги средиме сега сите. Зборуваме исклучиво за закон кој произлегува од амандманот 5 од Уставот. Да, во основа поинтата на господин Исмаили да не носите амандмани кои што ќе го обременуваат законот и кои што ќе го направат неуставен, меѓутоа на што ќе се сконцентрирате и дали ВМРО ДПМН сепак ќе дозволи да има една нормална дебата околу сето ова или ќе поднесе илјадници амандмани како што неофицијално е најавувано за да го блокира процесот на донесување на законот. Видете, значи вака како што е предложен законот, има многу места каде што треба да се коригира, каде што треба да се измени и ќе се види како ќе биде и кој ќе биде најадекватниот пристап. Истовремено, ние на пример имаме ситуација и фере да кажеме дека на пример во градот Тетово имаме ситуација каде што одредени институции не издаваат потврди на македонски јазик. Јас прашам дали вие ќе поднесете 1000 амандмани за да ја обструирате работата и дебатата. Чисто само за имаме друга ситуација на пример каде што прашање е дали во Тетово за припадниците на македонската заедница или за етничките македонци важи принципот на правична и рамномерна застапеност. Ние, ајде да видиме истовремено дали во Тетово и Тетовско или пак други општини кои што се таму, во гласачките места или населбите или селата каде што има македонско население, дали локалната власт има инфраструктурни проекти или нема. Јас кога одам и комуницирам со граѓаните, има големи поплаки од граѓаните кои што живеат таму, македонци, роми, турци и други, кои што имаат голем број на поплаки на потегот од Тетово преку Гостивар до Девар, 6-та изборна единица, значи таму во таа изборна единица сум, кои што едноставно бараат многу поголемо внимание, многу повеќе проекти од локалната самоуправа. Меѓутоа сигурно ќе има законот ќе предвидува некоја казнена политика и пенали и казни ќе се плаќаат за неисполнување на законските одредби. Дали ВМРО ДПМН ќе го блокира процесот на донесување на законот, ќе поднесе илјадници амандмани со кои што ќе се одолговлекува расправата за овој закон? Значи сега треба да ги согледаме модалитетите. Денес имавме гласање за овој закон и 66 пратеници, значи СДСМ заедно со пратениците на ДУИ, заедно со пратениците на Алијансата на албанците, заедно со други политички партии, го изгласа и ги прегласа пратениците на ВМРО ДПМН. Значи ние имавме 41 глас, така што факт е дека ова парламентарно мнозинство предводено од СДСМ денес влезе во делот на првото читање, односно го ратификуваше тоа што нели господинот Тунтев рече дека има потреба, да, и вие гласавте. Но интересно е на пример, мене денес беше еве сигнификантно дали изненадување или не, на пример имаме ситуација каде што Дом
на господината Лилијана Поповска, Демократската обнова на Македонија, партија на Зелените. Мислам дека еден или двајца пратеници, не ме држите да збор, не знам, можеби Тунта знае подобро, не гласа за овој закон. Значи, дали тоа зборува дека не се начисто работите и во коалицијата на СДСМ? Значи, може да одговори на тоа што е прозван. Може бев прозван, ево, директно. Значи, прво за аномалиите кои ги зборува колегата Ѓорчев, се сега по постоечкото законско решение. Затоа тврдиме дека е оправдано донесувањето она што денеска го направивме. Значи, оценавме потреба за донесување на овој закон. Токму за да се отстранат сите тие аномалии кои сега по постоечкото законско решение не се имплементираат. Нас ни е цел да се донесе закон кој ќе може лесно да се имплементира, кој ќе е справедлив, применлив и кој ќе значи чекор напред кон задоволување на правата. А ова што го кажавте за гласањето за овој закон. На колегава Ѓорчев може да му е чудно тоа што некој не гласал и веројатно му е чудно затоа што во нивната пратеничка група веројатно нема таква пракса. Меѓутоа кај нас коалиционите односи во парламентарното мнозинство не се она на што се навикнати колегите од ВМРО. Меѓутоа, дали ќе успеете да обезбедите 61 пратеник за овој закон? Со оглед на односите во коалицијата, со оглед на тоа што еве двајца пратеници од коалиционите партнери, например, не гласа за ова првото. Денеска гласа што се случи за донесување на потреба, значи за донесување на закон 66 пратеници. Така, значи мислите дека бројките не би биле спорни? Значи не само што не се спорни, меѓутоа сите пратеници имаат свој авторитет, своја совест, свој став и го искажуваат преку гласање. Значи ние не можеме да му натуриме некому како ќе гласа. Мене ми е жал да речеме што не ја сватија поентата не само тие двајца пратеници, туку и пратениците од опозицијата. Затоа што видите се кој е парадоксот. Ние ја поддржуваме потребата од донесување на закон и ќе реагираме амандмански, а колеги од ВМРО ДПМН не ја поддржуваат потребата од донесување на закон, а ќе реагираат амандмански. Значи би било логично сите заедно да оценевме дека постои потреба од донесување на закон, исто како што било 2001-та, 2008-та, 2011-та година и да се потрудиме тоа законско решение никому не му е во интерес да падне на Уставен суд. Значи да биде издржано и да биде што е најважно одржливо и применливо. Господине Смели, имавте да. Не е добро во емисијава да се спомнуваат кој гласа за или не. Јас сум во принцип па се гледа јавно е гласањето, но колегата Ѓорчев кога зборува за другите, треба прво да ги согледа своите редови. Значи, јас секогаш потенцирам. Овој закон е закон за јазиците. И представниците во нивна коалиција од 4 пратеници од другите етнички заедници не беа денеска присутни. Значи, тоа е знак дека они го прифаќаат овој модел на решавање на проблемот. Така да не ги спомнеме кој беше, кој не беше. Значи, 4 пратеници од пратеничката група на ВМРО, кои се од етничките заедници, денеска не беа при гласање. Па тоа е знак. Ни од Албан, например, Минтух Тачи не беше денеска. Не беше никогаш. Не еднаш не беше. Беше Мерал Ферати. Мерал Ферати беше, да. Да, и сите други беа. Например, обично не доаѓаат. Само Мерал Ферати не беше, другите сите беа присутни. Уствари само Тачи не беше, другите беа сите присутни, а изненадувачки е фактот што сите пратеници од етничките заедници во склоп на ВМРО, четворицата не беа таму. Значи се согласуваат. А вие така го толкувате дека се согласуваат? А нормално. Може да се случи. Против, може да се за. Може да се случат двајца да не бидат. Не може да се случат четворицата да не бидат и припадникот да не ги набројува. Не е фер. Пак да ќе се вратам на прашањето, дали ќе тече расправата или ќе се обидете да го блокирате собранието со амандмани? Па, она што сега во моментов е приоритет за собранието, помеѓу другото, има многу приоритети затоа што многу работи се на собра. Имаме неколку интерпелации кои што чекаат уште од месец август. Имаме исто така важна буџетска расправа. Таа е на 27 закажано, ова е за 22. Значи, имаме 23 се. Пошто 22 е денот на албанската азбука. На празникот, а јас го споив, дека е тука близко. Значи ќе прославиме на 22 а на 23 веќе 23 до тогаш нема пленарни. Не, ако продолжи претседателот со овие што ги има без закажено, значи 3 дена после 22 доаѓа до 25
негде од четврток, петок и сабот. Јас мислам дека очекуваат од власта од 22 до 23 да се донесе законот, затоа ве прашувам дали ќе се обструира работата. Не, нема шанси, се извинува. Амандманската расправа во комисијата трае 3 дена. Аха, не може толку 23, кратко. 4 и 5, 26 е недела, 27 понеделник почнуваме со расправата за Пак ќе се буџетот прекине за расправата за Ќе се законот прекине за и езиците. веројатно во декември, кога ќе закаже претседателот Џафери, тогаш Тоа е за добро. буџетот, тогаш Јас предпоставка и искрено за се закон. надевам дека нема да се обструира донесувањето на законот, затоа што ако опозицијата е решена да делува амандмански, тогаш навистина очекуваме конструктивна амандманска Така. расправа. Плюс обструирањето на парламентот, одолговлекувањето на работите и безцелните, безкрајни дискусии, видовме како Не се завршија. покажа дека сега се конструктивни, немаше такви расправи, ова заврши Имено, во и рокот како што затоа треба. јас очекувам, навистина очекувам, дека колегите од опозицијата, заедно со сите нас, конструктивно ќе придеме, ќе пристапиме кон подобрување на текстот на законот, затоа што тоа е во интерес на сите. Знаете што? Да, рекламите Вака, не, најавно да, сте ги- ова би сакал да кажам. Значи, еве да ги погледнеме околните земји кои што се членки на Европската унија. Да видиме каков е законот за јазици во околните земји кои што се членки на Европската унија, а тука ни се дава закон со европско знаменце. Дали во околните земји има вакви законски решенија или нема, да ги погледнеме земјите во Јужна Европа, да ги погледнеме земјите во Источна Европа, во Западна и така натаму и така натаму. Зборувате кај што има население 20% од друга националност? Различни се решенијата кои што ги има низ цела Европа. Значи има различни решенија во Малта. Англискиот јазик и малтешкиот јазик, па таму делумно се користи италијанскиот јазик. Различни се решенијата во Естонија, во Латвија, различни се решенијата во Унгарија, во Добро, Бугарија, секоја во Грција земја и си има така своја натаму. специфика, Но ние имаме ситуација, Не, имаме една држава ситуација не е слична каде како Македонија. каде што Нас тука можеби ние поприфатли бошјачкиот модел на Босна и Херцеговина. ама тоа е конфедерална држава и Па федерална. тогаш видите, Владо, ние произлегуваме видите, од еден Босна- систем југославенски. Видете. Каде албанците беа чинител во таа држава. Албанскиот јазик беше во рамките на Социјалистичка република Македонија, заедно со турскиот јазик. Сега да не ги мешаме бабе и жаби. Ако тркнуваме историски, албанскиот јазик секогаш беше државен јазик. Службен јазик беше во оваа република. Освен од 1991 до 2002 година, кога е оставено ова работа само на локалните самоуправи. Да не ги мешаме работа. Значи вие мислите дека било Апсолутно. добро да одиме на босанскиот модел, така? Значи мислите дека можеби Не. треба да се размисли Ние го за тоа, така? најдовме моделот sui generis што им одговара на Македонија. Тоа беше во Охридскиот разговорите Ама го кога спомнавте сега, Чекај, босанскиот унитарниот модел. карактер на држава, да се сочува и да се најде модел. Значи ние тогаш прифативме да се сочува унитарниот модел и да се бара решење во рамките на унитарниот карактер на држава. Само да не ги мешаме работите. една Добро, фуснота, ајде, значи знаете што? контрареплика И меѓународната заедница и балканската јавност, условно кажано, после долги години на функционирање и нефункционирање на институциите во Босна и Херцеговина, гледа дека таа држава има проблеми и дека таму треба да се направат темелни реформи за таа држава да се направи пофункционална. Она што ние треба да го имаме како поука, тоа е да ја немаме таа нефункционалност на институциите и тоа уредување кое што е во Босна и Херцеговина, каде што имаме федерална република, а истовремено кога ние имаме овие дебати, СДСМ молчи. СДСМ молчи и се абстрахира од дискусиите. Оно што сакам да кажам дека Шпанија, Франција, Белгија, Швајцарија има голем број на земји кои, зависно од нивните специфики, си го решиле проблемот во оној временски контекст кога се појавил како проблем. И секаде е тоа врзано со некој цензус, со некој процент на етничка заедница или националност или народ, веќе како сакате. Од друга страна, точно е дека Европската Унија нема унифициран модел, ама во тоа е богатството. Зошто ставивте европско знаменце? Ви кажав затоа што во секој извештај од Европската Унија, Комисија за напредокот на Република Македонија, во секој извештај беше
нотифицирано за останувањето на спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, посебно во делот на човечките слободи некои од и земјите права. што ги спомнавте, некои од нив се федерации, некои од нив се конфедерации, Швајцарија конфедерација. Сега, значи има различни модели, Македонија се определи за унитарност, точно, и ова решение во рамките на Уставот на Република Македонија, и Република Македонија ќе остане унитарна држава. Нема Тука воопшто ништо да ќе се затворам промени. дебатата за овој дел од Топ тема на ваша страна, пауза за реклами и во следните минути ќе разговараме за буџетот. Продолжуваме со дебатата во Топ тема на ваша страна. Во вториот дел разговараме за буџетот. Нина Фидановска направи една анализа каде ќе бидат најголемите трошоци, што не се променило, на што повеќе ќе се троши, а каде се скусува, па да видиме. Дури 1,6 милиарди евра во новиот буџет за 2018 ќе се потрошат за социјални трансфери. Тоа е за 63 милиони евра повеќе пари од оваа година. По традиција, социјалната компонента доминира и во најновата предложена државна каса таа надминува 1/3 од целиот буџет. Втора позначајна ставка се расходите за плати и надоместоци. Тие ќе потрошат 441 милиони евра. Повторно имаат раст за 8 милиони. Повисоки плати во армијата, образованието, здравството, нови вработувања во градинките. Од владата велат тие се темелите на општеството, затоа се први на листата за зголемување на платите. Економијата владата ќе ја развива преку капиталните инвестиции, за кои предвиде 401 милион евра или 20 милиони евра повеќе од годинава. Овие расходи за патишта, комунална и енергетска инфраструктура предходната власт постојано ги проектираше на високо ниво, но никогаш не успеваше да ги реализира, ни приближно на планот. Новата влада ветува дека будно ќе ги следи и ќе стори се што е во нејзина моќ за што повисоко остварување. Македонија од сите страни ќе биде нападната со цевки за гасификација, вети премиерот Заев. Дали новиот буџет вака конципиран е поинаков од оние на предходната влада и каде се клучните разлики? Премиерот Заев и министерот Тевдовски се едногласни дека овој буџет е многу подомаќински и ќе ги врати парите кај граѓаните и фирмите. Како аргумент се наведува пониската ставка за стоки и услуги за над 3 милиони евра. Иако според владата да не било приближувањето кон НАТО, кратењето ќе било уште повисоко и ќе изнесувало 10 милиони. Најголемите резервоари на заштити ги очекуваме токму тука. Она што значи јавни набавки. При јавните набавки согледавме дека постои голема можност за корупција и ќе направиме се таа корупција да ја намалиме на најниско можно ниво со тенденција да ја отстраниме комплетно. Гледано по министерства, растат речиси сите поединечни буџети. Најмногу пари, близу 709 милиони евра, ќе има на располагање Министерството за труд и социјала. Тоа е раст за 20 милиони евра во однос на годинава. Покрај детската и социјалната заштита и мерките за намалување на сиромаштијата, овде влегуваат и парите наменети за државни субвенции и за фирмите кои ја зголемија минималната плата. Како што и вети, владата обезбеди поголем буџет за Министерството за одбрана. Тој во 2018 ќе тежи 106 милиони евра или повеќе за 15 милиони. Тоа е заради исполнување на НАТО стандардите. Но во минатите години беа критикувани високите буџети на Министерството за внатрешни работи. Сепак буџетот на МВР повторно расте. В година ќе изнесува 167 милиони евра, што е раст за 19 милиони евра. Од владата ова се објаснува заради исплата на обврски од предходните години во овој ресор. Гледано низ призмата на политиката и дали со новиот буџет има рамномерна распределба на парите и во средините со албанско население, од владеачката дуи се задоволни. Сепак на адреса на владата стигна и критики. Една од нив е дека во буџетот се предвидени само половина од потребните пари за доизградба на Домот на културата и на театарот во Тетово. Поред познавачите, потребни се околу 8 милиони евра, а има на располагање само 4. Вице-премиерот Хазби Ликаденовиве изјави дека се двојно зголемени средствата за изградба и за Тетовскиот и за Албанскиот народен театар во Скопје. За музеот на азбуката во Битола се планираат 42.000 евра, за Тетовскиот универзитет над 5 милиони евра, а за универзитетот Мајка Тереза околу 1,5 милион. Дупката во пензискиот фонд и во 2018 ќе го јаде државниот буџет. За редовна исплата на пензиите државата ќе одвои половина милиарда евра или 50 милиони повеќе од годинава. Владата вели дека со овој буџет почнува да оди по патот на постепена фискална консолидација. Еден од аргументите е и намалениот буџетски дефицит на 2,7%.
Владата и експертите го кажаа својот став за буџетот. Клучниот збор ќе го имаат народните избраници. Откако деновиве го добија предложениот буџет, ќе имаат време детално да го проучат до 27 ноември, кога најверојатно ќе се одржи првата седница на матичната комисија за финансирање и буџет. Проценките се дека овој најважен економски документ ќе биде усвоен во собранието најдоцна до 20 декември. Еве волку тежи буџетот. Господине Тундев, има многу забелешки. Наречен е развоен буџет, а ниту еден капитален нов план нема, се е наследено и треба да го завршите. Ке се реши, велевте пред изборите и пред освојувањето на власта администрацијата, меѓутоа повторно има привремени вработувања, двојни се за 200 до 300 поголеми вработувања. Потоа проектирано е имаше и некои поситни работи кои ги критикувавте, како купи куќа, купи стан, останува во буџетот. Ја укинавте радиодифузната такса, а сега ја зголемувате на пример акцизата. Граѓаните немаат бенефит. Зошто и покрај тоа што имаше, нели, најавивте јавна дебата, таа очигледно не влијаеше многу на овој буџет и ништо не е сменето. Само е зголемена сумата. Не само што најавивме јавна дебата, туку јавната дебата се одвиваше. Значи за прв пат после се одвиваше, ма не влијаеше. Колку време, не дека не влијаела, меѓутоа јас ќе се обидам основите да ги кажам, што е она што овој буџет на неколку пати беше многу добро потенцирано во вашиот прилог, што е она што го нуди, затоа што буџетот мора да е континуитет од минатата година. Значи, многу би било опортуно да се прекинуваат проектите кои значат економски напредок во државата. Напротив, проектите кои капиталните инвестиции треба да се продолжуваат и да се надоградуваат, како што е случај сега со овој буџет за 2018 година, меѓутоа да се скратат непродуктивните и помалку продуктивните трошоци, за да може државата да се раздолжува онаму каде што најголем дел се капиталните инвестиции кои што се континуитет, например. Така е. И тука нема кратење, туку има многу зголемување. Во тоа е поентата. Значи, ако ќе може ли тоа обично со ребаланс потоа поинаку изгледа и не е завршено? Во тоа е поентата. Значи, ако видите буџетите во последните 6-7 години, никогаш проектираните капитални расходи не биле реализирани во целост. Напротив, значи, сега имам тука бројки, меѓутоа да не се замараме, секогаш со ребалансот се крателе капиталните инвестиции, а овдека поентата е дека со овие капитални инвестиции кои се предвидени во овој буџет, всушност, огромни средства одат на гасификација, на енергетскиот систем, образованието, одбраната, здравството, значи се она што значи подобрување на условите за живот за македонските граѓани. Прво, буџетот има социјална и развојна компонента, тоа е многу битно, а второ, што е најважно, ова е буџет за финансиска консолидација или како што беше решено финансиска стабилизација на државата. 2018 година ќе биде година на финансиска стабилизација, затоа што со кратење на помалку продуктивните расходи истовремено се обезбедуваат средства за капитални инвестиции и субвенции за поддршка на домашната економија. Јас сега економскиот раст од 3,2% планираниот или вкупните приходи на 193,5 милиарди се 4,7% повисоки од 2017 година. Инаку морам да ви кажам дека процентуалното учество на буџетот визави бруто домашниот производ, кој изнесува 11,11 милиарди евра, всушност е 32,7% и тоа е континуитет од сите досегашни буџети наваму. Да се надоврзете повеле. Реплика. За каков економски раст ние зборуваме? Во моментов Македонија е единствената земја во Европа, единствена, нема друга, која што има рецесија. Значи, владава месец за месец, од пресконференција до пресконференција ги намалува проекциите за раст на економијата. Ние за прв пат во Македонија, после години и години имаме ситуација каде што се затвараат фабрики. Пред 20 дена, пред втор круг локални избори, ни велеа Фени е спасено, Фени ќе работи. Каде е Фени сега да работи? Каде е Колска да работи? Каде е да работи Еврокомпозит во Прилеп? Каде е Југохром да го отворат? Ветија, премиерот, 2 дена пред првиот круг на избори, 2 дена, на 13 октомври, кажа дека на 1 март почнува со работа Југохром Јегујновца.
Абер нема дека ќе работи Југохром Јагуновце. Значи, ние после долго време во Република Македонија немаме Абер да отвориме нова фабрика, нови инвестиции. Гледаме вие за странски инвестиции, триово министри, Мерко, Самка Ибримовски и кој беше третиот, Шапориш, мислам дека беше, да. Значи, гледаме дека апсолутно не работиме ништо како земја за странски инвестиции. На што се работи? Се работи на најголемиот буџет во историјата на Македонија. Никогаш, 27 години наназад, оваа држава повеќе не ги исцедила граѓаните преку даноци кои што се најавено дека ќе растат. Никогаш оваа држава никогаш не го исцедила повеќе стопанството. И тоа не им е доволно, туку велат, ајде, ќе ја зголемиме акцизата 3,5 денари по литар дизел. 3,5 денари по литар дизел. И знаете ли која е таа СДСМовска економија? Ке под наводници намалат 2000 денари граѓаните да имаат помалку за радиодифузна такса, значи 2000 денари помалку за радиодифузна такса, а едно семејство преку акцизата 3,5 денари за литар дизел, 20.000 денари ќе го чини. Значи, ќе простат 2000 денари, но на другата страна ќе земат 20.000 денари. Имате право на реплика што би рекли во парламентот, да, за да може потоа и господинот Исмаили. Кај заложувањето? Многу се паужални овие тврдења. Што не е вистина? Ево сега ќе ви кажам што не е вистина. Што не е вистина? Значи, буџетот нов за 2018 година предвидува 1 милиарда денари помош за домашни предпријатија и 1 милиарда за странски инвестиции. 15 интересенти во моментов се за нови странски инвестиции. Може да има 100 интересенти, ама дали ќе влезе компанија? Вие како зборувате како да сте биле опозиција последниве 10 години и сега критикувате тоа што го прави власта, па вие бевте 11 години последните власти. Дали, господине Ѓурчев, знаете колку е пораснат јавниот долг? Господине Тунтев, дали знаете на кое ниво беше во 2006 година, кој е сега? 3 пати повеќе. Дали знаете дека ММФ и Светска банка викаат задолжување да, ама за инвестиции? Дали знаете која е основното правило на јавните финанси? Дека јавниот долг треба да расте само заради инвестиции. И сега тоа значи дека треба да се инвестира во капитални проекти, капитални расходи, односно кои носат додадена вредност. Ова што го зборувате за закон за даноците воопшто не е точно. Каде видовте вие покачување на даноците? Во персоналниот буџет. Само да ја завршат ова. Ама не е дел од буџетот во 2018 година. Тоа ќе стане равномерно во оној пат прогресивното оданочување кога ќе се создадат условите за тоа, и тоа Социјалдемократскиот сојуз во сопствената програма го нагласи. Сакам да ви кажам дека овој буџет најголем е во номинална вредност, меѓутоа не преминува. Значи најголем е. Ама во номинална вредност, точно кажавте, 3,4 милиарди евра, меѓутоа сакам да ви кажам дека е само репликата ако може моја. И 2,33% од БДП, што е континуитет во сите наредни, во сите минати буџети. Господине Тунтев, да ви кажам една работа. Ова фино звучи што ја го кажавте и така натаму. Што е главниот проблем на СДСМ години и години назад? Ништо од тоа не се остварува. Кој години вие бевте на власт? Кој години? 27 години. 27 години. Една фабрика нема отворено. Се враќаме во 90-тите. Се враќаме. Значи само да кажам. Ево видите во долгот кој бил во 2006 година. Јас не ве прекинував. Значи јас не ве прекинував. Вие само иднава година ќе го зголемите долгов за 854 милиони евра. Значи, вие само изминативе 6 месеци 600 милиони евра го имате зголемено долгов, една бандера немате направена. Значи, една шајка не е закована. Само да го кажам, секое семејство, само да ви кажам, секое семејство на ниво на Република Македонија, иднава година, секој граѓанин кој што не гледа, со оваа проекција што имате, ќе го задолжите 26.000 денари. Четворочлено семејство го задолжувате 100.000 денари. Значи, 100.000 денари го зголемувате. Значи, Абер нема за фабрики, автопати не се градат. Не е точно. Оваа влада работи од 1 јуни оваа година. Ама немаме еден индикатор економски кој што се подобрува. Јас ви кажувам дека во 2006 година долгот бил 1,8 милиарди евра, сега е 5 милиарди евра. Три пати зголемен јавниот долг. За што ми зборувате сега? Значи, ама вие заложувате Македонија како никогаш во историјата. Не е така. Ево само еден пример. Ево кај задолжувањата. Од 6 јуни до 21.7. задолжување. Ево ви бројки. 8,1 милион евра
за раздолжување 8,1 милион евра. 5,6 милиони евра за раздолжување 5,6 милиони евра. Тоа што го направила и да не ви читам понатаму. Минатата влада тоа мора да се раздолжува. Па дали сте свесни дека во јануари оваа година треба да се вратат 90 милиони евра, а во 2020 и 2021 година како главници за евроврвниците, значи 770 милиони евра. Јас и како опозиција го ведев. За жал, немам толку време за да посветиме цела емисија на оваа дебата. Морам господин Исмаили да го прашам со оглед на тоа што тие се во континуитет во владење. Вие немате прекин па да имаме вакви реплики. Да, не се опозиција. И не сте опозиција, цело време сте власт. Меѓутоа, во сите буџети редовно се истите работи што не се реализираат и со ребалансите се кратат. Дозволувате да не се изгради театарот, културниот центар во Тетово. Повторно е ставен сега во буџетот. Библиотеката и слично. Значи, Блаце патот е повторно испланиран дека ќе се реконструира постоечкиот, ама во план е да се изгради 2018 значи, месеците вие како ДУИ октомври, постојано сте во ситуација да ветувате, да ги ставате работите во буџетот, да не се реализира и потоа да ги вратите парите во владата, оти не сте ги реализирани. Во Алцат на земрашите цело време. Меѓутоа, битно прашање зашто имате континуитет на владење, значи, а граѓаните не ги добиваат бенефитите. Ова што го изјавата на господинот Лика, значи, направена е споредба. Кога и како динамиката на реализација на одредени проекти. Например, театарот во Скопје, за да се заокружи, потребни се уште 250 милиони денари, кон крајот на 2018 да се заокружи реконструкцијата на албанскиот театар во Скопје. И тоа се предвидени средства за наредната година. Околу театарот во Тетово и библиотеката, 2 до 3 години имаше проблеми околу дуќаните што беа таму сместени. Значи, не се можело на време да се почне со реализација на проектот. Значи, тој проект за наредната година предвиден е со 250 милиони денари да се поддржи, додека 2019 ќе се заокружи целосно. Овие два прашањето ми е дали ќе ги исполните или повторно ќе бидат ребалансирани и незавршени, како што беа претходно? Нема шанси да се со ребалансот да се земат овие средства, бидејќи динамиката на спроведување сега е на чисто таму. До сега имаше, поготово во Тетово, имаше проблеми околу спремување на теренот. Значи имаше проблеми од други природи, што не зависеа од тоа. Значи, 2018 завршува театарот во Скопје, 2019 завршува театарот во Тетово и библиотеката. 2018 месеците, според нашите предпоставки, октомври, ноември ќе почне реализацијата на автопатот Скопје-Блаце. Затоа што сегашната физибилити студија што е направено, беше предвидено автопат да биде од Блаце до Скопје. Кој автопат ќе требаше да помине низ економската зона во Визбегово. Поради многуте проблеми што ни се појавија во Визбегово, требаше да се направи измени во физибилити студијата. Да, меѓутоа, тие измени, ама дозволите ми, не се одлага. Значи, не можеме да почнеме со една работа ако немаме главен проект. И сега ова влада заклучила сите општини, сите проекти на ниво на државата, што се главни проекти завршени, од наредната година ќе почне да се спроведат. Да ви биде чисто јасно, не 401 милион капитални инвестиции. Наредната година нема да имаме еден ребаланс, ќе имаме повеќе ребаланси, затоа што се очекува од општините, сите општини што имат главни проекти спремни од канализациони системи, основни и средни училишта, системи за вода за пиење, градинки и болници, да се обратат до надлежните министерства, каде ќе почне да се динамиката за спроведување на истиве. Значи, до сега што имавме проблеми? И покрај тоа што имавме главен проект,
требаше при скроењето на буџетот да се преговара за да се почне тој проект. Добро, јас се држам за збори и граѓаните ќе да завршам. Да, меѓутоа има едно прашање што морам да ви го поставам и навистина е несериозно од мене како водител да ве пуштам да си заминете од ова студио, а да не биде поставено прашањето зошто повторно се зголемени патните трошоци за пратениците. Иако вие додека бевте во опозиција многу ги критикувавте од власта сите оние што земале многу пари за патни трошоци, меѓутоа тоа остана исто. Еве, какви се пресметките? Билјана Николовска направи прилог како со што да доаѓате на работа, како со ракета или со возило. Тоа беа шегите што беа на Facebook. Значи многу се покрена јавноста околу ова прашање. Јавноста можеби не можеше волку да ги анализира другите прашања од буџетот, ама ова е атрактивно за коментирање, па да видиме. Доаѓаат со сопствена ракета на работа во собрание. Одат на работа преку Франкфурт. Не се трошоците големи, бензинот е скап. Ова се само неколку од многобројните шеги на сметка на пратениците откако во предложениот буџет за 2018-та ставката за патни трошоци и надоместоци порасна на 1.300.000 евра. Во неа спаѓаат и патните трошоци кои ги исплаќа собранието на пратениците, кои не живеат во метрополата и секој ден патуваат до работното место во парламентот. Но дел од организациите кои се занимаваат со спречување на корупција коментираат дека повеќе не е време за шега, туку сериозни промени со кои ќе се регулираат привилегиите на функционерите. Трошоците на пратениците спаѓаат во привилегија. И таа привилегија треба добро да се уреди и добро да се регулира, за да не може да се злоупотребува. А топ тема на ваша страна ги доби податоците за патни трошоци за пратениците во 2016 година. Податоци кои се однесуваат на претходниот состав кој се распушти на 18 октомври 2016 поради предвремените парламентарни избори. Начело на топ 15 теми на заминатата година е пратеникот Христо Муковски со земени околу 16.000 евра. Веднаш за него е Чуклев Драган со 15.700 евра, а трет е Аврамовски Момчило со земени 14.500 евра. Во топ 15 теми на поземени пари за патни трошоци во минатата година се најдоа и сите кои земале не помалку од 13.000 евра, и тоа само на име на патни трошоци. Но има и такви кои за пат трошеле помалку. Меѓу нив најмалку има потрошено Емил Димитриев, поранешниот технички премиер. Но тој на фотелјата во собранието во оваа 2016 година седеше само до 18 јануари, тоа што беше и назначен за прв човек на владата. Па токму од тука и неговите трошоци неверојатно се и најниски. Од она што може да се види од вкупно 123-цата, колку што број парламентот, во минатата година 88 мина земале додаток на плата. Законот за исплата на плати и надоместоци за именувани лица е донесен во 90-тите години од минатиот век. Во делот за патни трошоци досега промени не претрпел, а токму тој пропишува дека за секој поминат километар функционерите добиваат 30% од цената на литар гориво кое го трошат. Така, например, ако еден пратеник живее во Прилеп, секој ден поминува 128 километри до зградата на парламентот. Ако цената на горивото е 1 евро или 60 денари, тогаш за секој поминат километар тој добива 20 денари или помножено со 128, тоа е 2560 денари дневно. Ова значи дека за цел месец тој би земал околу 1000 евра само за патни трошоци, годишно и повеќе од 10.000 евра. Колку повеќе километри патуваат, толку повеќе добиваат. Па коментарите се дека колку живеат подалеку, толку и ќарот е поголем. Досега ниту една власт не го промени ова. Последниот предлог на координаторот на владеачката СДСМ Тунтев е наместо 30% надоместокот да се намали на 20% од цената на литар гориво. Државниот завод за ревизија со години укажува дека ова мора да се промени. Во последниот извештај за работата на собранието во 2015 нотирал: Ревизијата смета дека е потребно да се направи анализа на ваквиот начин на доместување на трошоците за користење на сопствени возила во службени цели, во однос на реалниот трошок, и тоа за амортизација на возилото, патарините и други трошоци, иако се утврдат големи отстапувања, да се приспита вака уреденото законско решение. Но наместо да се намалуваат, трошоците за ова растат. Така во новиот предлог буџет за 2018 во споредба со претходната година е за 2,5 пати поголема за собранието.
Во владата разликата е помала, но сепак и таму предвидената сума е повисока. Антикорупцијската формирала комисија за дискреционите права на претениците и се што ќе открие како сомнително ќе предложи како измени во законите кои ги регулираат овие права. Има многу законски неусогласености и во некои закони има премногу широки овластувања на избраните и именуваните лица. Каде што тие овластувања може да доведат до коруптивно однесување. Инаку исплатата за патувањето на функционерите се врши преку ставката патни и дневни расходи во буџетите на институциите. Законот кој ги регулира исплатите ги опфаќа сите именувани лица, не само пратениците, па со неговата измена и останатите институции ќе заштедат на овие трошоци. Господине Тунтев, имавте вие предлог нели да се намали од 30 на 20%, од 1990 година овој закон не е именуван, очигледно на сите не одговарал што било во парламентот. Меѓутоа зошто во буџетот сега за 2,5 пати е поголем буџетот на овие трошоци, сега е 1.300.000 евра. Зошто се Тоа сакам да ви го кажам, пресметката која е извршена во овој прилог не е точна. И ќе ви кажам зошто не е точна. Значи прво да сме начисто. Надоместо кој што само да кажам, факт е дека е зголемено за 2,5 пати. И тоа е не е факт, тоа се обидувам да ви го кажам. Значи факт е дека надоместо кој што пратениците го добиваат за патни трошоци е висок и ние мислиме дека треба да се намали. Меѓутоа не е факт дека вкупната сума во буџетот за патни трошоци е зголемена 2 и кусур пати и ќе ви кажам зошто. Значи со буџетот во 2017 година предвидени беа 1,3 милиони евра за овие намени. И сега тоа е грешката, не се тоа само патни трошоци за пратениците. Тоа се службени патувања за вработените, тоа се и во странство и во земјата. Тоа се службените патувања на пратениците и во странство и во земјата. Тоа е овој патните трошоци, значи сето тоа влегува во оваа ставка. И може би ова прашање е најдобро да му биде поставено на председателот на собранието, затоа што во негова надлежност и на службите во собранието е да ги проектираат, значи да ги проектираат сумите кои се потребни за задоволување на потребите на собранието, вклучително и пратениците. Меѓутоа, истата сума била и за 2017 и за 2018 година. Забуната настанала затоа што со ребалансот на буџетот беше смалено од 1,3 милиони евра на 600.000 евра. А со ребалансот таквото намалување, значи тоа беше во јули, се направи од неколку причини. Прво, се сеќавате, беше страшна политичка криза. Значи, после крвавиот четврток на 27 април немаше седници. Многу малку се одржаа во мај. Јуни и јули имаше и текако непродуктивна работа на парламентот, за која бајдаве јас тврдам дека само непродуктивната работа на парламентот е причина за енормните патни трошоци. Кога би било како во другите држави ефикасна работа на парламентот, тогаш никој не би ги спомнал патните трошоци. Понатаму имаше одмор во август и започна изборната кампања од септември до октомври. Имајќи го тоа во предвид, владата ги намали од 1,3 милиони евра на 600.000 евра. Зголемувањето затоа што се може би проектирани. Нема зголемување. Ова што велиме ние 2,5 пати заради службени патувања кои би биле велика бојша. Заради тоа што го кажа. Значи со ребалансот за 1,300.000 евра за 2017 година, истата сума е за 2018 година. Со ребалансот се намали затоа што немаше услови да бидат реализирани. Динамиката на реализација. И сега, ако видите од 2014, 15, 16 всушност има намалување на оваа ставка. Меѓутоа зошто не се оди на овој предлог на Тунтев да се намали процентот? Зошто не е намалено и не е побарано намалување? Знаете како во една ваква социјална држава како Македонија, кога ќе видиме пратениците колку пари, како Крсте Муковски кој добил 16.000 евра годишно, и тоа се многу пари. Никој од нас не добива 16.000 евра годишно. Јас секоја чест за патувањата, вие доаѓате од Охрид, си одите за Охрид и слично. Меѓутоа во интерес на ова што се случува во државата, зошто еве и вие Значи сега навлегуваме во поединечните решенија, но јас сум ево трет мандат и неколку години пратеник. За среќа или несреќа на многуте од колеги и од сегашниот и од претходните мандати им се случи сообраќајки. За среќа ни една не речеме не завршило фатално, ама имаше причини, значи јас
скоро сите пратеници што ги знам имаа проблеми при патувањето. Замислите пратеник да се врати во 23 часот, до Струга да патува му треба 2,5 сата или за Охрид 3 сати, ќе се врати во 2 Зошто не сте сабај. побарале друго решение, станови, службени за пратеници, престои да можат да преспијат, да се заштеди? Тоа се предложи. Овие предлози тек се поставени на маса, јас мислам дека треба да се најде решение, но треба да се има предвид. Ние сме пратеници и мора да бидеме секојдневно во што се кажува нашите домови, за тоа што сме поврзани со граѓаните. Мене ми се случува утринското кафе сабајле да го пијам со граѓаните, затоа што има различити проблеми. Сега ќе се враќам од студијето, имам веќе закажано 2-3 состаноци, да речеме, со луѓе што имаат хитни потреби да се видат со нивниот пратеник. Така да све во рамките на тоа што се кажува законски, може би треба да го измениме законот во тој правец. Од 90-та не е изменет. Тоа е решението, предлогот е од координаторот на пратеничката група, но треба да се предвиди. Сепак ние сме пратеници. Или да се вземе предвид во околните земји, како што споредни се со нас, да речеме Косово и Албанија, таму има модел на решавање на овие проблемите, сепак да се има предвид дека пратеникот сепак е личност, ние самите се возиме. Мене ми се случило често пати од собрание до дома да се возам со телефон на раци. Знаете, се возат сами и суди и обвинители кои работат на други, се возат сами и полицајци. Не, сакам да кажам во која проблематика. Вие сте народен пратеник, значи народен пратеник. Јас сум за да се реши ова прашање, не сум да се спомнуваат на крај краиштата, како што кажа Тунте, ова година собранието трошило 600.000 евра на ниво на патни трошкови за сите пратеници, во кои се влезени и дневниците што се патувани во странство, не само за пратениците, него и за администрацијата на собранието. Ако сме дојдени во состојба да зборуваме за 600.000 Вие бевте, да, тука дури има еден коментар, сите пратеници викат сакат да бидат бонева која беше синоним, нели, за патни трошоци, и на врвот повторно се пратениците на ВМРО-ДПМН кои што ги земале оние пари што им следуваат и по закон. Дали сега као опозиција ќе направите нешто за да се смени ова и за да не бидете перцепирани како пратеници кои што најмногу профитираат ако живеат подалече? Неколку работи. Тоа е таа демагогија за која што зборуваме. Значи, ние имавме неколку години наназад политичка операција на СДСМ, каде што се држаа пресконференции и така натаму, и СДСМ едно зборува кога е во опозиција, а друго прави кога е на власт. Кога е во опозиција, пресконференции држат и Шилегов, и Стефан Богоев, ги прозиваат пратениците на ВМРО-ДПМН по име и презиме и така натаму, а кога ќе дојдат на власт, тие патни трошоци сега се поголеми од што најголемите патни трошоци кои што биле минатата година. Значи сега имаме уште повеќе во одредени месеци, дури имаше и по име и презиме, некои беа спомнати, значи да се намали процентот. Се што ќе се согласат. Значи денес се види во собранието за законот за јазици. СДСМ, ДУИ и другите политички партии денес имаа 66 пратеници. Ако ти имаат согласност, уште утре час поскоро можат сето тоа да го решат, но она што тие она што го прават, тоа е да уште повеќе средства алоцираат за патни трошоци, а истовремено имаме ситуација каде што пратениците на СДСМ година дена не одеа на работа, а примаа плата. Година дена пратениците на СДСМ бојкотираа, не идеа во парламент, а после тоа нема врска со сега темава што разговараме, ние бојкотиравме. Тоа е таа хипокризија и молевме да ни бидат неприфатени мандатите, меѓутоа тогаш мнозинството со сила ни ги верификува мандатите и дури ако се сеќавате имавте комисија за да бидеме казнети што не доаѓаме на работа, па наводно немавте многу, ама да не се враќаме, нема врска со оваа тема. Сакам да поентирам со следново. Единствената политичка партија која сега во моментов зборува за целава работа, бара соработка од другите пратенички групи, бара консензус за ова прашање, затоа што навистина мислиме дека е редно да имаме консензус. Рече Белатко дека ќе имате консензус и ќе ви даде поддршка ако се договорите со политичка партија е СДСМ
И тука јас побарав буџетов кој го состави? Министар на СДСМ. Значи за па вашиот министар нема зголемување. Не он вика 2,5 пати вели повеќе. Ама нема зголемување. Вашиот министар, ваше министерство за финансии. Нема зголемување воопшто. Нема да се зголемуваат. Има намалување. Ребалансот се намалија средствата, значи нема зголемување. Не е точно, се зголемуваат платите и во образование, и во одбрана. Па наставничко пленумство. Наставнички пленум ви е контра. Полицейски синдикат ви е контра. Не. Пензиите, тоа што ги зголемите 100 денари. 100 денари ги зголемувате, тоа ли е зголемување? Зашто е конструктивно. Да, кешке не ga доаѓаат и би било одлично за граѓаните. Сепак мислам дека поставивме некој консензус дека ако го иницирате прашањето за патните трошоци, ако имате поддршка од вашите коалициони партнери, верувам дека и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ тука ќе бидат согласни со вас. Ви благодарам што сите дојдовте на оваа дебата. Многу ми е жал што немаме повеќе време. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Патот и за идни дебати за понатаму. Ви благодарам за вниманието. Останите со програмите на Тилма по Инсайдер, следува ноќно студио со Боби Христов.